поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија и верувам дека со воодушевување ќе го проследите и разговорот кој што ни следува во приложение. Двајца момци ни пристигнаа токму од Битола, имаме навистина интересен разговор кој што ќе ни следува во минутите. Ќе зборувам со Дејан Деки Марковски и Пеце брата Трајковски. Тоа се всушност момците од Трето колено. Неодамна промовираа албум, но она што е многу специфично да се сподели е дека на петок 13 токму го промовира албумот во февруари, бидејќи петок 13 имаме и во март. Зошто не случајно го избрале токму овој датум, зашто се вика Трето колено, каде ќе го промовираат албумот и каква приказна пренесуваат со истиот ќе дознаеме во приложение. Дечки, добро утро. Добро утро. Ајде вака. Добро утро. Да, се надевам дека ќе успееме да се разбереме се, да си кажеме. Имам навистина многу прашања, а времето ни е многу кратко. Многу ми е драго што дојдовте најпрво. Ви честитам за првиот албум кој што го промовиравте на петок 13. Ајде тоа нека биде првото прашање. Зошто овој датум го избравте за промоција на вашиот прв албум? Па поентата ни беше да бидеме обратни од пропагандата. Цела петок 13. Мислам 13 бројот е низ учењата и низ историјата е демонизиран. Ние имаме други податоци дека 13 бројот е баш Среќен број? позитивен, продуктивен број, си влечи корени исто и духовно. И да не навлегуваме во таа, може и луѓето да се испитат што значи бројот 13. Ние прво тргнавме да биде секој детал на некој начин револуционерен. Во склоп со сето што го работиме, како песни, како композиции, како и албумот и така, накратко. Значи, накратко, петок 13 за вас е среќен ден. Баш ме интересира во март на 13 што ќе направите. Пице, како настана воопшто? Уште еден албум. Чекајте, треба да го промовирате првиот. Се шегуваме, па сакам навистина многу албуми да имате, но да се задржиме на првиот албум и да започнеме тоа како настана вашата соработка, како се споивте вие и како одлучивте да создавате. Ние се споивме во изолирана ситуација, нека слична на ова е тука сега. Наблюдувавме од, да речем, атмосферата на живење од други перспективи и спонтано некако ни дојде дека треба заеднички да направиме нешто кое што ќе биде забавно пред се за нас и лесно за функционирање. Ваква форма на изразување, дека иначе функционира како уличен перформер низ светот секаде. И природно ни беше некако акустично да се изразиме. Јас доаѓам од друго милје, со други простори некои. И ова ми беше апсолутно екзотично. И беше Василица, Да. И така некако се задруживме. Сега сме ние двајцата. И продолжуваме понатаму. Тешките филозофски прашања се наменети за оваа страна. Затоа сакам да те прашам како настана името на ова дуо, Трето колено. Тоа до душа не е ни моја. Ти си задолжен за тешките прашања. Сакаш ти да објасниш? Ајде. Тоа беа брадата и имавме уште еден трет член, кој поради собствени причини се повлече. Имаше долги разговори кое име да го одбериме и имаше идеи со различни имиња. И се влезе тука во некој диалог малце покомплициран за трета генерација, трето колено, па како се карактеризирани претходно генерациите, знаете, градители, джензи, миленијалс и сите тие работи. И ова да биде како трето го нема во рамката. Подетално знае брадата, може ги. Ајде, брадата. Детали, знаеш, што е малку алегорично е, мислам, символично, нормално. Многу значења може да има. Секој може да си ја дешифрира. Ние го видовме од некоја дистописка гледна точка, во каква што се осетивме дека живееме тука. Ама не навлегувавме во такви политички системи или во нешто. Повеќе
Инспиративно во смисла како желба за промена на некои предрасуди и факти, некои ситуации кои што ги имаме во средината тука. Од тоа се тргна, да речеме накратко. Тоа иначе може да најдеме и други значења, се може да бидеме и второ колено, па ако ни се приклучиш, ќе бидеме трето. Верувам дека ќе биде доста слушан вашиот албум. Ние се разбира помагаме во Здраво Македонија за афирмација на сето она кое што вие го работите и Пеца на самиот крај каде ќе го промовирате албумот? Дали подготвувате некој настап? Па имаме некоја идеја која што природно се наметна. Следејќи го примерот на Деки, кој што настапува на отворени простори. Малку времето е за сега не ни оди во прилог. Ама еве можам да најавам дека утре ќе пробаме во Скопје тука пошто сме да направиме прва една таква промоција на отворено во паркот. Мислам дека ќе биде тоа. Не знам дали е дозволено за тоа да кажеме јавно. Никога ќе го емитуваме ова, веќе настапот ќе биде сериозно завршен. Ќе пробаме тоа утре да го направиме ако не послужи времето, потоа ќе продолжиме исто по некои градови така. Следно ќе одиме малку и надвор од границите, одиме во Љубљана за недела дена, па таму малку ќе го шириме овој звук. Иначе веќе е достапен на сите дигитални платформи, ако може да се зумира, тука има еден баркод, ако може некој да си го скенира преку телевизорот вака и да му се може да се види, мислам Bandcamp, Spotify, тоа се има таму, може да се даунлодира, да се слуша, да се стрима. Така, по сериозна промоција некоја, пошто овие да речем не се толку сериозни, може да ќе ни се некако појави самата идеја. За сега ни се ова сакаме да го направиме за нас и за луѓето кои што ќе се најдат во моментот таму. Јас се посакувам публиката секојдневно да ви се зголемува, интересот да расте за музиката која што вие правите, а Здраво Македонија и Канал 5 е секогаш тука да поддржува нови артисти и луѓе кои што сакаат да создаваат во Македонија. Ви благодарам многу за овој разговор. Ти благодаримите многу и на гледачите сите поздрав голем. Да си здрава и жива, фала ти на вниманието.